Сега е 19 часот и 6-7 минути. Вие ја следите емисијата на Македонски корени со вашите домаќини Бети и Онтреновски. Во следниве 30 минути, почитувани, ќе разговараме со господинот Миле Левков, а по професија правник, народен пратеник во Македонското собрание од редовите на ВМРО ДПМН. Господин Левков, добро ви утро и ви благодариме што сте заедно со нас. Се надеваме дека после денешниот разговор одредени работи за кои ќе дискутираме ќе станат многу појасни. Добро утро, Јон, добро утро, Бети, поздрав до вас во студио, поздрав до гостинот кој што го следев одличен, поздрав до професорот Стојков и поздрав до сите македонци каде и да сте во светот, сите кои што не гледате, поздрав до целата диаспора. Добро ви утро и од мене, господине Левков, и добро ни дојдовте на Македонски корени. За почеток, сакаме да ја отвориме темата околу пописот, кој попис овие од власта на Заев со сиот ум се одлучни да го спроведуваат дури и по штета на здравјето на луѓето. Ставот на вашата партија по оваа прашање е горе-долу познат, но добро би било да ги наброите главните причини поради кои вие од партијата се спротивставувате на начинот на кој се планира да се спроведи и се спроведува овој попис. Исто така, кажете ни кој е и следниот чекор што ќе го преземете после собраните преку 100.000 граѓански потписи со цел поништување на законот за попис, а кои чекори ги преземавте или ги преземате сега, за да се намали штетата од овој попис како што го планираат да го направат, односно како што веќе го прават во диаспората. Ќе успеете ли да го сопрете пописот пред да го спроведат, господине Левков? Така, благодарам за прашањето, Бети. Клучните фактори за успех на пописот се консензус, целосниот консензус и довербата во процесот. Како што гледаме, власта успеа да го наруши и консензусот со тоа што ја прекина постапката, односно помина законот за попис во скратена постапка, насилно без да се прифатат амандманите предложени од опозицијата, а со сето она што ни се случува сега во јавноста, во медиумите, со самото тоа што разговараме дали е потребно да се попишеме или не, гледаме колку е разнишена довербата во целиот процес. Ако организирате попис како најважна статистичка операција на една држава, која што и ние го немаме долги години, а притоа имате вака сериозно нарушена доверба, јасни се вашите, да кажеме, заложби и вашите интереси да не организирате попис кој што ќе биде спроведен како што треба. Нашите главни забелешки одеа во повеќе насоки, меѓутоа ние бевме конструктивни и предложивме 26 амандмани. Една од клучните забелешки беше забелешката за врзаниот подпис на директорот и заменикот директор на Државниот завод за статистика. Затоа што според законите кај нас во моментот, според оние позитивно правните прописи и правила, одговорен за работата на Државниот завод е директорот. И тоа во законот пишува директорот одговара за почитување на законите лично. Зошто се води кон една, да кажем, и противзаконска и противуставна категорија каде што се предвидува врзан подпис? Ние врзан подпис имаме само во Пржинскиот договор. И сето тоа ни укажува дека наместо статистичка, пописот во Македонија ќе биде политичка операција. Еден друг момент кој што исто ние така предложивме амандман, меѓутоа не беше прифатен, ние баравме да биде воведено постпописно истражување на 2% од собраните податоци, каде што после завршувањето на пописот ќе требаше да собраните податоци да се верификуваат. Исто така и овој амандман беше одбиен, затоа што тоа самиот закон одеше на брза лента, траја неколку дена расправата и беше донесен законот. Сето ова предизвикува чувство дека се организира еден попис кој што може да биде компрометиран на многу различни начини и поради тоа ние решивме да действуваме во рамките на институциите. Планот на активности го знаете. Веднаш ВМРО ДПМН почна со собирање на потписи, така наречена граѓанска народна иницијатива за поништување на пописот, од која собравме над 100.000 потписи,
од која ги собравме, беше поднесен предлог закон за престанување на важење за закон за попис во собрание. Во моментот чекаме да дојде на гласање, како што најавивме ќе делуваме институционално. Подписите беа собрани во 76 комитети широм државата. Во исклучително кратко време се собраа над 100.000 подписи, што укажува дека и луѓето и граѓаните нема доверба во процесот, односно во пописот кој што сака да го организира заедно. И како трета забелешка на целиот процес беше временската рамка. И ЮНИСИ, и Обединетите нации, и сите релевантни организации дадоа препораки за одложување на пописот. Истиот е одложен во многу земји, во Германија, во Америка, во Србија, во Бугарија. Меѓутоа, само кај нас Зоран Заев и неговата власт без ниту една вакцина се обидуваат да протуркаат еден, не знам, ваков компрометиран, да кажеме, процес. Господине Левков, ако успеете да го поништите новиот закон за попис, дали за тоа ќе го спречите Заев во намерата да го спроведе пописот онакако што го замисли со додатното оружје кое сценаристите на овој проект наводно му го дале, изјавувајќи дека методологијата е во склад со европските стандарди, а тука да не ги заборавиме и бриселските бирократи кои стојат позади господинот Заев, а сето тоа завиткано во бландата наречена европски вредности? Ние најпрви едно од забелешките беше дека во самиот закон немаме поимник, нема речник. Сето тоа беше вклучено во подоцна во методологијата. Ние како опозиција исто така баравме дека тие термини треба да бидат вклучени во законот. Ако успееме да го поништиме, се надеваме дека ќе отвориме една дебата во собранието и нема да се оди да се организира ваков попис, затоа што во моментот се создава една ситуација дека Заев и Ахмети се гаранти за користење на некои права во Република Македонија. А при тоа се случува огромен и невиден криминал во самата држава. И позади тие тези се сокриваат многу други прашања, како што е прашањето со Бугарија, како што е немањето вакцини и така натаму. Ние мора да отвориме една дебата, да организираме еден попис кој што ќе биде легитимен, позади кога ќе застанеме сите и сите ќе имаме целосно доверба во процесот, затоа што на вистина попис ни е потребен и попис ни треба. Господине Левков, вашето несогласувањето на партијата од која доаѓате за одржување на попис, оние од власта го користат или со други зборови го злоупотребуваат и ја шират тезата во јавноста дека вие сте против бројките на пописот, алудирајќи на оние од албанската популација, креирајќи одбивност на албанците кон раководството на ВМРО ДПМН, но со тоа и одбивност кон партијата. Каков одговор имате за сите кои ја шират, но и ја прифаќаат таквата теза? Така е, Бети, одлична забелешка. Токму тоа и го реков. Градат во јавност е на перцепција дека ВМРО ДПМН реагира за пописот затоа што е против искористување на нечии права. И јас лично и повеќе пати од партијата излеговме со став дека стекнатите права во Република Македонија, ние имаме став дека стекнатите права на било која етничка заедница, па и на албанците, не можат да зависат од бројките на пописот. Правата кои што ги стекнале ќе останат права кои што ги уживаат и ние сме спремни да ги започнеме тие преговори и да ги увериме дека тоа навистина е нашиот став. Затоа што во спротивно се создава една слика кај албанците дека корумпираниот Заев е гарант на нивните права. Се додека ние имаме една таква слика во која што ќе имаме корумпиран политичар, неспособен во држава која тоне во долгови, нема вакцини, е гарант за вашите права, се дотогаш ќе имаме поделба помеѓу честните граѓани. Затоа што честните граѓани, без разлика дали се македонци, албанци или турци, не ни представуваат никаков проблем за развојот на државата. За развојот на државата представуваат проблем корумпираните политичари. И во Македонија мораме да изградиме јасна слика дека пописот како политичка операција му користи само на Зоран Заев и на неговата корумпирана власт, а при тоа тој ги
шири тие две тези. Едната теза е кај албанците дека ВМРО-ДПМН сака да ги укине правата, која што не е точна, и втората теза за во македонскиот блок дека ние бараме бојкот, односно дека треба да се бојкотираат. Не можам да ви кажам во колку наврати додека траеше таа кратка расправа за пописот, излегува пратеници од СДСМ, односно од владеачкото мнозинство, и велеа престанете со повикувањата за бојкот, иако ние во ниту еден случај немавме повикано на бојкот. И на тој начин, преку ширење на лажни вести, тие направи одредена перцепција дека треба да се бојкотира. Дали овие од власта со ваквиот попис кој што го прават и со однапред договорената бројка, како што се спекулира, ја туркаат Македонија во децентрализација, федерализација или кантонизација? Вие сте правник, ви треба да знаете ова. Јас верувам само дека во овој момент без да ги комплицираме работите, во овој момент Заев го користи пописот заедно со Али Ахмети за тие двајцата да се представат како единствени гаранти на правата на одредени етнички заедници во државата. Сметам дека во овој момент ситуацијата е толку едноставна. Заев од прилика знае каква ќе биде реакцијата на албанскиот блок и поради тоа настапува на овој начин. Господине Левков, вие од ВМРО-ДПМН ја повикавте дијаспората да се запише. Токму тој повик во дијаспората направи еден вид недоразбирање, дури имаше и обвинувања дека сте се договориле со власта на Заев. Ке ни ја дообјасните ли причината за вашиот повик до дијаспората? Колку е важно нашето пријавување, мислам на пријавувањето на дијаспората? Електронското попишување започна од 1 март и ќе трае до 21 април, односно трае 52 дена. И не знам дали забележавте, меѓутоа, иако пописот како операција има определен буџет кој беше од над 522 милиони денари или над 9 милиони евра, не знам дали забележавте дека Македонија немаше никаква кампања за пописот. Значи, воопшто никаква кампања за пописот. Државниот завод за статистика немаше ниту објави на медиумите, нема, не знам, рекламен спот, нема рекламно видео, не се контактирани. Тие рекоа дека ги контактирале дипломатско-конзуларните представништва, меѓутоа јас лично го прашав заменик директорот Илми Селами на Државен завод за статистика, дали од едно дипломатско-конзуларно представништво му е вратено, со кои македонски здруженија контактира. Немаше одговор на тоа. Единствени кој што, да кажеме, поведоа кампањи поради кои и светот и Македонија разбра дека во Македонија има попис е опозицијата. И луѓето и внатре во Македонија и диаспората дозна за пописот благодарејќи на амандманите на опозицијата, благодарејќи на нашите гостувања во емисии, благодарејќи на она што пишувавме на социјалните медиуми, благодарејќи на тоа што излеговме на плоштадите и тргнавме во една постапка за собирање на потписи. И верувам дека и диаспората и во Австралија, исто така и секаде во светот дознава за пописот од страна на опозицијата. Имено, ние овде видовме една закана дека е отворена таа платформа за попишување, а власта сака да помине тоа, да кажеме, на мала врата. И токму поради тоа ние ја повикавме диаспората. Ние првите денови од кога ги направивме објавите дека треба да се попишат, и јас, и другите пратеници, и нашите председатели на општински комитети, сите добиваа прашања од пријатели од диаспората каде е линкот на кој што тие треба да бидат попишани. Затоа сметам дека токму она држава која што настојува да спроведе процес, за истиот процес ја обезбедила финансии од 9 милиони евра, а нема никаква кампања да се обрати на диаспората за да ги насочи, да ги даде насоки, да ја објасни каде да се попишат. Самото тоа е доволен факт во чиј интерес е попишувањето, а во чиј интерес е бојкотот на пописот.
Во прилог на ова сега што говоревте, само пред тоа да кажам дека ќе мора да побрзаме малку со прашањата. Оди и тоа дека ние со господинот Апостол Симовски имавме едно интервју 3 недели пред амбасадата во Камбера да пушти соопштение. Значи, навистина, ова што говорите дека немаше никаква кампања и не бевме известени, токму така. Ние како уредници и водители сега завршивме нашата професионална работа и преку канали успеавме да ја добиеме методологијата и затоа и го поканивме да даде објаснување господинот Симовски. Меѓутоа, ето како што реков дека секогаш така одат спротивно на она што народот го очекува од нив, и нема никаква соработка со нас, и ние одамно ги прекинавме, ја прекинавме соработката со нив од кога го промена името на Македонија, онака како што го промена на начинот со такви методи кои што му беше препорачано со лаги и измами. Да продолжиме на прашањето, тоа само беше едно моје објаснување да го подкрепа она што рековте дека воопшто не беше направена никаква кампања. Стравувате ли од помислата дека власта на Заев преку одредени креатори на јавното мислење и ширење на тезата дека за да се бойкотира запишувањето и попишувањето на македонскиот народ кој живее и работи во диаспората, но и оние во татковината, повторно ќе го превесла македонскиот народ и со неизлегувањето на попис ќе му се овозможи на Заев, се разбира, со користење на балкански методи, полесно да ги наштипа статистичките податоци преку наводно вкрстување на податоците? Исто така добра забелешка и он, за жал во Македонија, па и кај македонците секаде во диаспората, од кога се случи она, вие како што рековте, противуставното и криминалната промена на уставното име на Република Македонија, кое што беше изгласано со плебисцит на референдум уште 1991, беше сменет на еден кукавички начин. За жал мораме да бидеме објективни и да кажеме дека кај луѓето се создаде едно целосно неверување и недоверба во институциите. Бојкотот како теза, тоа истото го забележа и професорот кој што беше гостин во емисијата. Бојкотот како оружје и како начин, како метод да се спротистават беше нешто што беше искористено во референдумот и имаше своја логика, имаше своја целосна издржаност, и сметам дека сега многу политички субјекти ќе се обидат да го искористат тој моментум и една цела да искористат таа, да кажеме, неинформираност и недоверба на луѓето во институциите. Меѓутоа, во овој момент имаме целосна промена на сликата која што се случува на терен. Затоа што имаме опозиција која што будно го следи процесот и ве уверувам дека еден ден кога и судството и обвинителството ќе излезе од стените на Заев, а тоа ќе се случи многу брзо во Македонија, ќе имаме елементи за целосна темелна истрага за тоа како е спроведен пописот и верувајте, одговорност ќе има. Во контекст на правдата и во контекст на тоа дека ние мораме како држава и како народ да си ги повратиме институциите, во контекст на целото тоа, многу е важно да пристапиме и да делуваме институционално. Ке мора да побрзаме, бидејќи времето не тепа. Морате да видам како. Господине Левков, како ќе го прокоментирате фактот што со сегашната методологија никаде не е предвидено или поточно дадена можност некое тело или правен субјект да изврши контрола, односно ревизија на пописот? Постојат ли други законски методи за да се открие злоупотребата на бројките од пописот? Токму тоа го споменав во почетокот, ние баравме да биде воведено постпописно истражување на 2%, истото беше одбиено, во моментот нема таква можност, меѓутоа, како што реков, ќе дојде денот кога целата постапка ќе биде исконтролирана, затоа што со законот е предвидено да се искористи укрстување на базите на податоци. Базите на податоци како такви кај носителите, кај Народна банка, кај Министерство за внатрешни работи и други институции можат многу тешко да бидат, да кажеме, фабрикувани. Вие можете да ги фабрикувате податоците од пописот, меѓутоа не можете да ги фабрикувате податоците кои што се појавуваат кај 7 или кај 8 други институции целосно, и сметам дека во моментот кога
обвинителството и судот ќе бидат ослободени од стегите на Заев, ќе можеме да го провериме тоа. Мислењето на македонскиот народ кој живее во Македонија, но и во диаспората е тоа дека ВМРО ДПМН не ќе може сама да се справи со овие од власта кои се што работаат е спротивно од законот и уставот. Единствениот спас е окрупнување на опозицијата со единствена цел рушење на владата на Зоран Заев, кое рушење требаше да се случи многу порано. Председателот Мицковски, но и подпредседателите Мисајловски и Николовски во последниве 2 месеци изјавуваат дека работаат на откупнувањето на опозицијата, но и на превземање на мнозинството во собранието. Докаде се преговорите и разговорите и со кого се преговара? Единствено што знаеме е дека господја Грчева за сега од Глас за Македонија, која на интервју на македонски корени овде пред околу 2-3 саботи обелодени дека во тек се преговорите со нив. Со кои други здруженија и политички партии разговарате во овие моменти? Дали се надзира пресврат во македонската политичка сцена, односно пат на владењето на Заев, а бидејќи вие сте пратеник, дали имате сознание внатре со кои пратеници се разговара за евентуален пресврат во законодавниот дом? Ситуацијата во македонското собрание е далеку од идеална. Имаме едно целосно нефункционално собрание кое што повеќе од 1 месец немаше седници, а дента кога се собра парламентарното мнозинство од 62 го искористија цел ден за да се изгласа доверба на Заев поред деловникот без никаква дискусија, без да разговараме за да го употреби тоа и Заев да демонстрира својата сила. Како што гледате овие изјави според изјавите од Демократскиот сојуз и од други партии, никој од помалите партии не сака да биде дел од неуспешните политики на Заев. Токму овде е, да кажеме, местото каде што течат преговорите за формирање на тоа мнозинство, меѓутоа самите тие преговори знаете дека течат на лидерско ниво и не би можел повеќе да зборувам за. Господине Левков, за 2 недели, поточно на 28 март, треба да се одржи тој најавен вонреден конгрес на ВМРО ДПМН од страна на некаков иницијативен одбор. Ке има ли вонреден конгрес со само 2 точки на дневен ред? Давање на довербата, односно недовербата на сегашниот лидер доктор Христијан Мицковски и избор на нов лидер на партијата. Да, точно, закажен е таков конгрес, меѓутоа во процес кога имаме целосна денационализација, во моменти кога имаме целосна демакедонизација, верувајте дека ВМРО ДПМН е последниот бастион на македонштината. Последното место каде што може да биде одбранета и македонштината и сето она што е македонско, и затоа ние сметаме дека владата на Зоран Заев, која што е оценета како хибриден режим, наоѓа начини како и од внатре преку луѓе кои што биле претходно блиски на партијата да ги зададе тие удари со што ќе биде ослабната ВМРО ДПМН, која што ќе ви кажам во моментот е најголемата политичка партија која што има најголем број на пратеници во македонското собрание. Сметам дека иницијативниот одбор за вонреден конгрес не е само удар на раководството на ВМРО ДПМН, туку е удар на целата организација и на целата структура, на сите честни председатели на општински комитети, председатели на местни комитети, председатели и членови на ветераните и така натаму. Сите кои што се дел од телата и од хиерархијата на партијата, за сите нив ова представува навистина, да кажеме, и удар и навред. Дали чекорот на Заев со устното барање за гласање на доверба или недоверба на неговата влада е резултатот тоа гласање е дадената доверба од сите 62 пратеници од парламентарното мнозинство? Всушност, Заев одработи за мери од коалицијата која го има најавено во наредниот конгрес, или пак Заев одработи за бугарската влада или можеби и за двете? Заев работи само за себе. Заев не работи за никој. Заев работи само за себе и тој секогаш ќе најде начин како работите кои што се случуваат околу него, дали се лични неприлики нечии, дали е некоја ситуација, како да ја искористи за себе. Тој со гласањето, верувајте, буквално ги превоспита пратениците кои што беа собрани и без никаква дискусија,
беа приморани да кренат два прста, меѓутоа тоа не е ништо ново. Заев имаше 62 пред да биде гласањето, Заев имаше 62 од кога беше гласањето, денот потоа да знаете пак нема мнозинство, петокот немаше седница, понеделникот немаше мнозинство и така натаму. Мери од коалицијата може да му помогне само на Заев, никако Заев да и помогне на нив, меѓутоа верувајте, нема расположение со кое што тие ќе добијат поддршка, едноставно добиваат само медиумско време, а за односите со Бугарија во Македонија ќе ве потсетам 90-тите како се приватизираше и како беше разграбан општествениот капитал кој што беше наречен процес на приватизација и транзиција, каде што неколку олигарси успеа да го приграбат и да го разделат помеѓу себе. Истото во моментот ни се случува и на надворешната политика на Македонија. Надворешната политика на Македонија е целосно приватизирана од Заев, гледаниот Бучковски. Господин Левков, едно прашање кое што сега ми се наметна е тоа, да речеме хипотетички, доколку успеат да соберат потребен број на делегати, макар и лажни, и изберат лидер, макар и спротивен на статутот на партијата, сигурно ќе се отвори вратата за судски спор. Ќе успеат ли ја спроведат и намерата на сценаристите да ја земаат партијата преку судска одлука, имајќи предвид дека судството и обвинителството се во канџите на Заев? Едноставно е дека статутот на партијата не предвидува ваков начин на организирање на конгрес. Делегатите кои што беа на претходниот конгрес имаат изминат мандат, начинот на свикување е сосема друг. Според статутот кој што е запишан во Централниот регистар, сметам дека ваквата опасност останува само како теза на социјалните мрежи, останува само како еден страв кој што се шири помеѓу нашите членови, реална опасност од тоа не гледам. Господине Левков, околу судството што претходно спомнавте, од Уставниот суд најавија дека на 18 март ќе расправаат за уставноста на промената на Северна, и тоа без указот на председателот Иванов, но ќе расправаат и за законот за двојазичност. Очекувате ли правна и исправна одлука на Уставниот суд или пак оваа ненародна влада која што го држи Уставниот суд во своји раце е неколку чекори понапред и навреме ја поставија Кацарска за да не дојде до било какви изненадувања и евентуално поништување на веќе завршените распродажби? Ние мораме да бидеме објективни и да бидеме реални и да кажеме се додека Зоран Заев не си отиде од владата, се додека Зоран Заев не се тргне од премиерското место во Македонија, нема место ниту за напредок, нема место ниту за правда. И тоа е објективната реалност. Господине Левков, тука ќе го завршим разговорот, но пред тоа, доколку сакате да одговорите, ми падна во очи едно прашање од еден од оние кои што не следат на социјалната мрежа, па не знам дали ќе го гледате во моментот, не може да го видите комплетно, меѓутоа јас ево би го прочитал тоа. Би сакала господинот да одговори ако бројката на пописот не му се допадне на ДУИ, нема да се признае, а што ако на ВМРО ДПМН или од ВМРО ДПМН видат дека пописот е наместен? Дали ќе важи исто да не го признае, тоест не важечки пописот? Точно е, ние најавивме дека ги баравме пописите, имаме 100.000 потписи со кои што бараме пописот да биде поништен, меѓутоа потоа ќе имаме 100.000 луѓе со чија помош ќе го следиме овој процес. И ако забележиме дека има прекршување на постапките, дека има фингирање, дека има неточни постапки, истите податоци нема да бидат признаени и ќе бидат предмет на деловна, на целосна проверка во моментот кога ќе се преземе власт. Ви благодариме за вашето одвоено време и учество во Македонски корени, господине Левков. Имајте си убав викенд, останете во добро здравје најпрво, пријатно до слушање и секако повторно довидување овде на Македонски корени. Благодарам за поздравата, голем поздрав. Пријатно. Довидување.